Долгорочно задолжување кај комерцијални банки во износ од 100 милиони денари изгласа Советот на општината на последната седница. Средствата од кредитот ќе бидат наменети за набавка на камиони за јавното претпријатие Чистота и зеленило и поставување на фотоволтаични системи за јавното претпријатие Водовод. Секторот за финансиски прашања изработи предлог одлука за долгорочно домашно задолжување со кредит од домашна комерцијална банка во висина од 100 милиони денари, за што и имаме генерално одобрување од Министерството за финансии. Потребата за задолжување произлегува од потребата за обезбедување на финансиски средства за реализација на мерки опфатени со СЕКАП. СЕКАП е акцински план за подготвена за одржлива енергија и клима, а акцијски план подготвен од техничка и финансиска поддршка на Европска унија и Германско друштво за меѓународна соработка. Долгорочното домашно задолжување е цел за финансирање на проектот екоефикасни јавни претпријатија, а кој опфаќа капитални средства и инвестиции преку набавка на опрема и за изнесување и депонирање на отпад. Тоа ќе бидат возила за потреби на јавното претпријатие Чистота и зеленило, кои што ќе го собираат сметот на територијата на општината, набавка и инсталирање на фотоволтаици, на филтер станица и на резервоари за вода за потребите на јавно претпријатие Водовод Куманово. Која ќе биде одберена домашна комерцијална банка зависи се од доставените понуди од истите и секако ќе биде изберена онаа банка која што ќе ги даде најповолните услови со комплетниот амортизационен план. Согласни сме дека на јавно претпријатие Чистота и зеленило му треба механизација, тоа е неспорно. И сега дали купувањето на кредит е единствено и најдобро решение или може да се разгледа или не е разгледано решение за оперативен лизинг кој гледаме дека во Македонија веќе е пракса и во државните институции и во другите општини, каде што овие возила остануваат во собственост на давателот на услугата, нудат сервис, што гледаме дека тоа е проблем за јавните претпријатија, сервисирање, дури кога возилата се во некои квари не може да се сервисираат, тогаш давателот на услугата може да во клаузула и во договорот може да даде секако и возило за да услугите кон граѓаните не трпат и не бидат прекинати, што најверојатно ќе се случи без оглед на тоа што ќе купиме и како ќе купиме. Значи, овдека не гледам никаква некоја компаративна анализа во некој тип на договор или задолжувања. Секако, и да е поскап, треба да се види оправданост. Значи, што ќе се случи доколку и какви трошоци ќе имаме со овој кредит подоцна на претпријатијата и обратно со оперативен лизинг што би добиле. Што мислам дека тука услугата нема да трпи, и барам затоа, мислам децидно барам точката да се повлече и администрацијата да изготви на компаративна анализа за кредити за оперативен лизинг. И тука да имаме една информирана одлука што ќе одлучиме, бидејќи ова задолжување е задолжување на граѓаните. Општината, градоначалникот, советот, се криеме дека сите на крај го плаќаат тоа граѓаните. И не е мал долг. И треба да биде навистина нешто сработено, овдека информирано, дадено на увид некој, па да извагаме во однос на одлука. Да не каже администрацијата колку ќе чини тој кредит, колку би чинел лизингот. Сервисите, одржувањето, што ќе добием. Пак тие за 4-5 години, кога што кажа директорот, не се 5 години, 15. Значи за 5 години ќе имаме амортизирани возила, не знаеме што да им правиме, уште не може да платиме кредит после. Малку да размислуваме проактивно и модерно. Имам дилема сега. Ако беше приоритет овдека веќе пола година зборуваме претпријатие јавно Чистота и зеленило, сега и фотоволтаици. А имате ли анализа во волтаици кој е потрошувачот најголем? Резервоарите или филтер станица и пречистителна станица? Ако тогаш, ако треба таму да одиме кај што е приоритетот најголем. Тие резервоари на Барам Шабани што ги има овдека во одлугата, дали се воопшто приоритет
за заштита таму каде што треба да се заштити. Малку ги проднуваме работите. Јас само сакам да се надополнам на одговорот на представникот од финансии Фросина во делот на потрошувачката на електрична енергија за јавното предпријатие Водовод. Најголем потрошувач на електрична енергија е прочистителната станица, меѓутоа за таму фотоволтаиците веќе се обезбедени од друг проект. Тоа е проектот за отпорни, исто така, отпорни јавни предпријатија, меѓутоа финансиран од швајцарската донација и од Европската комисија. Во самата постапка на избирање на и анализа за прочистителната станица и потрошувачката на електрична енергија, самата Европска комисија има направено извештај во форма на feasibility студија како треба понатаму да се развива ова јавно предпријатие и кои мерки треба да бидат преземени. Една од мерките е да се заштеди електричната енергија секаде каде што може да бидат поставени фотоволтаици. Прочистителната станица е донација од друг проект. Со ова задолжување ја намалуваме потрошувачката на електрична енергија на филтер станицата и на резервоарите на Бајрам Шабани. Ќе останат едино резервоарите, тоест бунарите за снабдување со вода на Митев мост и во Бедиње, меѓутоа на таа локација самата намена на земјиштето не дозволува да бидат поставени фотоволтаици, што дополнително ќе биде овозможено со новиот генерален урбанистички план. Не е прв пат да се задолжува општина Куманово. Пред 6 години бев директен учесник во земање на еден кредит и знам тогаш какви документи што ни беше доставувано, каде што беше многу убаво пишано зошто се зима тој кредит, како се зима, колку ќе чини, како ќе чини. Овдека имаме десетина реченици дека ќе се задолжи општина Куманово за некој таму стратешки документ се повикуваме. Ништо конкретно не ни е доставено. Барем да имаше некое писмо со намера доставено до комерцијални банки, што се бара, под кои услови да одговорат. Некаква информација да добиевме што ќе се работат со овие пари и што бара, како бара, што е она оптимално за општина Куманово. Добро што кажаа дека барале оперативен лизинг, но не е добро што немаме информација како они направиле анализа да се дојде до ова. Затоа побарав да биде тука предлагачот на точката. Би сакал да укажам дека одредбата членот 20 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа, на кој се повика дел од советниците, се однесува за одлучување за конечно задолжување. Ова одлука не е таков тип на одлука и фазата на јавна расправа за донесување на ваква иницијална одлука се уште не е дојдена. Имено, согласно членот 16 од Закон за јавен долг, постојат задолжителни услови под услов на кои се започнува постапка за задолжување. Таквите услови се предвидени во членот 16 од именуваниот закон и укажуваат на тоа да постапката за задолжување се започнува со задолжително доставување на две неисклучителни работи, а тоа е постоење на одлука за задолжување, која исто предвидува услов и задолжително треба да содржи износ и цел на задолжувањето. Во конкретниот случај, тоа е ова предлог одлука, каде што е наведен износот на задолжувањето, као и целта поради која е иницијацијата за задолжувањето. И втората работа, барање за задолжување кое содржи податоци за проектот и податоци за финансискиот капацитет на јавните установи основани од РМ и на општините. Во конкретниот случај, оваа одлука е иницијација, односно неодложен услов за отпочнување на постапка за задолжување согласно член 16 од Закон за јавен долг.